вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Ньюсфлеш. Јас сум Лилица Китановска. 5 мина обвинети за заговор за терористичките напади од 11 септември 2001 година велат дека сакаат да се изјаснат за виновни. Еве ги деталите. 5 мина му кажале на американскиот воен судија дека сакаат да се изјаснат за виновни, но го одложиле формалното поднесување на изјавите додека судијата реши дали четвртиот и петиот обвинет се ментално способни самите да се представуваат. Меѓу обвинетите е и наводниот осмислувач на нападите од 11 септември Калид Шејх Мохамед. Мохамед рекол дека сака сите 5 мина да се појават заедно. Обвинителите бараат смртна казна за сите нив. Инаку во поднесокот до судот обвинетите велат дека одлучиле да се изјаснат за виновни на 4 ноември, датумот кога Барак Обама беше избран за претседател на САД. Обама пак има кажано дека сака да го затвори контроверзниот објект во Гвантанамо, Куба, откако ќе преземе функцијата следниот месец. Но како што стојат работите, ова судење нема да заврши додека тој дојде на чело на државата. Од другите вести, Белата куќа го ревидира нацрт договорот поднесен од демократите во Конгресот, кој велат дека тоа може да помогне на ослабената американска автоиндустрија да ги преживее следните неколку месеци и да спаси милиони работни места. Председателот Џорџ Буш во интервју за телевизијата ABC одби да каже докаде е постапката, но рече дека оние кои ја прават политиката мора да сторат се што можат да гарантираат дека парите на даночните обврзници ќе бидат вратени. Нацрт договорот предвидува заем од 15 милиарди долари за автопроизводителите од програмата на одделот за енергија за подобрување на потрошувачката на бензин, а председателот би формирал тело за надзор на реструктурирањето. Американски федерални обвинители покрена обвинение против 5 мина американски договорни работници за обезбедување заради незаконско пукање во ирачки цивили на Багдадски плоштад во 2007, при што биле убиени 14, а ранети 20 лица. Обвинетите работеле за компанијата Blackwater Worldwide и вчера сами се предадоа на федералните власти во сојузната држава Јута. Тие се соочени со децени затвор доколку бидат осудени. Нивните адвокати велат дека се невини и дека го правеле оне за што биле најмени – заштита на конвој на Стейт Департмент кој бил нападнат. Минатата недела на нашата веб страница ве запрашавме дали останувањето на секретарот за одбрана Роберт Гејтс и во новата администрација ќе биде позитивно за американската политика во Ирак. Половина од учесниците во анкетата одговорија позитивно, 30% велат категорично не и 20% не знаат. Во наредната година ќе видиме дали ова навистина ќе биде позитивно за Ирак, но и за Афганистан, каде што Соединетите американски држави се уште се присутни. А споменувајќи го Афганистан, ве носиме на друга тема. Афганистан е познат по производство на афион, односно опиум, од кој голем приход имаат одгледувачите. Сега се чини дека тоа ќе се промени за сметка на калинките. Југоисточен Афганистан е срцето на производството на афион. Годишно од тука излегуваат речиси сите 3,4 милиарди опиум што илегално се извезува. Но регионот е и дом на друго растение, чие производство носи исто така добри пари – калинки. Афганистанските представници се надеваат дека еден ден калинките ќе ги заменат опиумските шишарки и фермерите нема да почувствуваат губиток на приходите. Афганистан одгледува 48 видови калинки, меѓу кои и без семе. Со растење на интересот за богатиот со хранливи материи сок од калинки, Соединетите американски држави и Афганистан се обидуваат да воспостават бизнес врски. Вилијам Филмор е од компанијата Palm Wonderful. Бил поканет на меѓународен саем за калинки во Кабул да го проба локалното овошје. Калинките од Кандахар имаат потемна боја од оние од Индија, посладки се и полесни, без киселкаста нишка. Мислам дека квалитетот е одличен, вели тој. Калинките во Афганистан се превезуваат во вреки со камиони по лоши патишта. Оштетувањето на плодовите прави тие да траат кусо време. Помалку од 5% стигнува до странски пазари. Доколку транспортот се подобри, ќе порасне и приходот на земјоделците. Саед Сулейман Фатими е раководител на Агенцијата за промовирање на извоз.
Во моментов имаме проблем со извозот заради недоволни инвестиции што доаѓаат за процесирање на калинките. Ние би сакале повеќе да се вложува во производството на концентрат на сокот за извоз. До сега акцентот беше да се испраќаат најквалитетните плодови на богатите пазари, како во Дубај, например. Последниве 2 години засадени се повеќе од 2,5 милиони дрвја на калинки. За нив треба 5 години да почнат да раѓаат плодови. Но кога тоа ќе се случи, фармерите велат дека радо ќе се преориентираат од афион на калинки. Цената на калинките од Авганистан за 3 пати се зголеми последнава година, кога фармерите произведоа околу 50.000 метрички тони од овошјето. Годинава се очекува 60% повеќе од тоа, но афганистанските представници веруваат дека има простор за многу поголема понуда. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Алцхаймеровата болест е пореметување во мозокот што доведува до намалување на помнењето, на јазичните способности и неретко пациентите ги доведува во состојба да не може да се грижат за себе. Погаѓа милиони луѓе и досега нема лек. Но истражувачите веруваат дека може да се спречи. Алцхаймеровата болест е најчеста форма на деменција кај лица над 65 години. Во оваа баптистичка црква во Джексонвил, Северна Каролина, постарите членови пеат и свират на инструменти за стимулирање на умот, што болеста ќе ја држи подалеку од нив. Некои учат шпански, други, како 72 годишниот Фредерик Хил, учат да јаваат на конј. Не само што се чувствува подобро физички, туку и неговата меморија е подобра. Мал процент на американците имаат мутации на гените кои предизвикуваат болеста. Еден од нив е свештеникот Джеймс Браун. Знам дека го имам генот, тоа не можам да го променам. Затоа 2 пати повеќе се ангажирам во други области да го победам тоа. Тој ја започнал програмата во црквата по смртта на мајка му. Кај неа болеста била толку одмината што им ставала вода на пластични цвеќиња и поштата ја ставала во фрижидер. Секогаш кога ќе ги погледам